Здраво Македонија, добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Се надевам дека сте удобно сместени и дека сте подготвени за тоа што следува. Нашите надпреварувачи се тука, секој нели подготвен да седне во својата надпреварувачка кабина и да се покаже во своето најдобро светло. Па да не им го трошам повеќе времето. Знаете дека прво ќе ги повикам да победниците, односно домакините за денешното издание, тоа се Зоран и Горан. Повелете. Од минатото издание на Листа за 300, лошо малце се изразив, но мислам и дека ме разбира. Се разбира. Така е. Како сте денеска? Дали сте расположени? Да. Имавте супер партија минатото издание на Листа за 300. Успеавте убава парична награда да освоите 200 евра. Ни фали уште ние нели 3 општини за да заокружиме на 300, но кимаме. Да, ченк да направи. За денеска сакате вие да додадете нешто, да поздравите некој? Поздрав до сите што не знаат, сите пријатели тоа. На брзина. Поздрав ги заборавив минатиот пат, нека ми простат сите членови на Македонската квиз асоциација. Работите уште активно со асоциацијата? Да, работиме активно, бараме спонзори, ако некој сака да спонзорира знаење, нека повелат, нека дојдат, не сме трошаджи. Така да се што ќе добиеме се оди кај надпреварувачите кои ќе покажат знаење. Така, ете отворен апел сега за сите и за оние кои што допрва слушаат дека има Македонска квиз асоциација, да знаете доколку сте расположени да помогнете, слободно. И слободно сите надпреварувачи оде што продефилира и ќе продефилира. Не би било слободно лошо, нека отворат нашата Facebook страница. И не би било лошо да членуваат. Нека напишат дека сакаат и нека членуваат, да, затоа што да изгубат нема ништо, а само ќе добијат. Точно така. И припрема за квизот кај тебе или било кој друг квиз. Така, се сложило. Ти благодарам за овој апел тука отворено, нели? Што истапи? Ако е тоа, знаете која кабина е ваша, денеска е домакинската, повелете. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, односно предизвикувачите за денешното издание на Листа за 300. Да ги поздравиме Иван и Дарко. Повелете. Здраво. Како сте, момци? Одлично. Расположени за денеска? Да. Ќе удриме едно кратко подсеќање, не запознавање тука чисто за гледачите кои сме, што сме, како сме. Дарко од Скопје, оженет, 2 дечиња, Милан и Бисера. Милан и Бисера, колкави се, мене тоа секој. Милан има 11, Бисера 6, ги поздравам сите. Голем поздрав е од мене. Супер. И сите што не знаат. Значи веќе големи се. Па, прво деление и 600. И 600. Да. Готово. Уште малце користи, нели како викаат, уште малце користи се да се па после, да. Добро е. Живи и здрави самата се. Така. Иван од Скопје, другари од деца, дури и кум. Да, баш ми е било. Имаш поздрав ти од внукот Петар, да го поздравиме него, значи. Колегите од фирмата, што ми се, значи. Сите, значи, ништо после, значи. Додатно што кумот сака да се проба, да се тестира своето знаење. Супер. Пати ја, пати му. Така, кажи ме, па некој друг квиз си бил до сега или ова е прво искуство вака? Само со Иван, но сега ме викна тука и тука, иначе не. Супер, баш ми е било. Ето така. Веруе, ако една си дошол, ќе дојдеш повторно, да. Супер, денеска почувате како предизвикувачи, баш да видиме до каде ќе стигнеме. Ваше предизвикувачката кабина, повелете. Зоран и Горан, односно Иван и Дарко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега ајде сите заедно да ги провериме дали работат онака како што треба, за да си немаме никакви проблеми понатаму. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Иван и Дарко, дали се слушаме? Да. Се слушаме. Тамане волумето? Добро, одлично. Ако имаме некакви проблеми, ова посебно на Дарко се однесува, некаков технички проблем, нешто ти смета, слободно да сугерираш. А ако нешто не е јасно, да прашаш. Го имаш тука сепак Иван искусен е до тебе, знае он како да реагира во овие ситуации. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Зоран и Горан. Дали се слушаме? Да. Добре, тамане све како овој пат? Да. Супер. Баш ми е мило, не сакам ништо да ве деконцентрира во продолжение. Депа домаќини, може ли да започнеме? Може. Слободно. Супер.
Ете, драги гледачи, кабините се како што треба, домакините дадоа зелено светло за старт, па да започнеме. А како и секогаш така и денеска ќе си започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои ја содржат само гласката О. Извор: официјалниот дигитален речник на македонскиот јазик. Бараме зборови кои од самогласки ја имаат само буквата О. Зборовите не смеат да содржат други самогласки и мора да имаат најмалку 3 букви. Не се признаваат членувани зборови, се извинувам. Буквите О може да бидат било каде во зборот. Стандардно не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, на компании, кратенки и така натаму. Зоран и Горан, дали не е јасна темата? Може да се повторува О неколку пати или само еднаш во зборот? Може да се повторува О, не е ни важно каде се наоѓа во собствени зборот. имиња и географски поими нема. Не може, да. Не сме. Тоа беше друго што е дека зборовите треба да се од најмалку 3 букви. Да. Тоа да внимаваме тука да не сгрешиме. Иван и Дарко, дали не е јасна темата? Ај уште еднаш за вајске повторам, значи најмалку 3 букви да е зборчето. Не е важно каде се наоѓа буквата О во зборот, но Имиња, само не географски имиња не рече, така? Да, не може географски, лични географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и така натаму. Јасно не? Да. Ке се разјаснуваме, кажи, по пат. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Иван и на Дарко. Ке ве замолам сега да исклучиме кабината на домакините. Иван и Дарко, кога ќе имате понуда, кажете ни. 4. 4. Започнуваме со 4. Едно повеќе 5. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. Едно повеќе 15. 16. 16. 17. 17. 20. Заокружуваме на 20. 20. 21. 22. 22. 23. 25. 25. 26. 27. 27. 28. 28. 30. 30. Стигнавме до 30. 1. 31. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. Едно повеќе 38. Некој одговараат. Да одговараат. Зоран и Горан, сега денеска ние ќе го отвориме денешното издание, односно да загрееме атмосферата во студиото на Сител за листа за 300, а бараме зборови кои ја содржат само гласката О. Не е важно каде се наоѓа буквата О во зборот, но зборчињата не смее да се пократки од 3 букви нормално и не смеат да имаат други самогласки. Лицитиравме до 38, што значи Зоран и Горан ќе треба да ми дадат 38 точни одговори. Зоран и Горан, кога ќе бидете подготвени, започнете. Ајде. Бор. Бор. Така е. Бол. Извини. Бол. Бол. Извинам, само не можам да гледам колку 30 и 38. Така е. Бол. Што? Што? Ти ме збудеше за момент. Што сгрешив сега? Што е точен одговор? Да те збудам уште еднаш. Ајде. Вол. Во. Не, во ова се препознава веќе. Не, гајде. Вол е точен одговор. Волк. Волк. И волк е точен. Кој? Го кажав? Не Не. гледам. Кој? да. Не можеме да гледаме, далеко ни е телевизорот. Кој? Точен одговор. Конј. Конј. Конј.
Конј е точен одговор. Зло. Зло. Така е. Дол. Дол. Така е. Добро. 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 Така е. Имаме 10 до сега. Конто. Конто. Заедно, добро конто. Добро конто. Така е. Чекам на 3 да се враќаме. Зол. Кога е зол? Кажам, мислам. Зол. Го кажам. Зол. Не. Зол. Зол. Така е. Ров. 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 Како не е у првиот коп, у вториот коп. Точно. Коп, Коп. Така е. ископ, Ископ. Нема ископ. Да, нема ископ. како може да нема ископ? Ау, има и бе, брат. Леле, ниту ја не примети. Ау, ни ја е. се занесовме, и ја се занесов, дури ни ја не приметив дека има Моја оно грешка. што требаше да пази. Уф, ке мора да Добро, внимаваме тоа е. малце, да. Супер ни тргна. Искрено многу ми е криво кога ќе видам дека одлично им оди на надпреварувачите, знаат што прават и дека нема да имаат некој поголем проблем од кикс, мало невнимание вака. Довод, одвод, водовод. Како не, знам и супер ви тргна. Ве случај ви Ги го тргна кажавте цело си. време, да, без проблем ќе ги кажете, но Моја грешка. добре. Кажува. Океј, ова ќе не разбуди сега малце, за да внимаваме нели малце повеќе во продолжение. Зоран и Горан знаат дека тука не е ништо готово, имаат уште една лицитација за играње. Биле во ваква ситуација, па сега останува само да се сконцентрираат и да бидат повнимателни понатаму. А Иван и Дарко, честитки за првиот освоен поен. Ги фативте се уште незагреани и ете се Искусно, занесува искусно. малце, да, искусно. И резултираше со ваш поен, но бидете внимателни, како што реков, имам уште една лицитација и работите може да се променат. Но, пред да продолжиме понатаму на второто надавање, да прочитам уште неколку зборчиња кои ја содржат буквата О, односно само гласката О. Тука имаме бордо, брдо, брод, потоа водовод, како што рекоа, водород, водоскок, голо, гордо, готово, грозд, гров, дрон, жолто, жолч, зоолог, комфор, конвој, ломот, лорд, лотос, монокал, мотор, мохно и уште многу зборчиња. Драги гледачи, моментално резултатот е 1-0 во корист на Иван и Дарко. Што ќе се случи сега во втората лицитација, останува да дознаеме, затоа да не должам повеќе темата за второто надавање гласи. Држави со медали на Зимските олимписки игри. Бараме држави учеснички на Зимските олимписки игри кои освоиле најмалку еден било каков медал. Се признаваат и олимписки комитети, односно држави кои што денеска повеќе не постојат. Со името секако кој го имале кога ги освоиле медалите. Зоран и Горан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Иван и Дарко, дали не е јасна Да. темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да лицитираат оние кои што имаат негативен резултат по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Зоран и Горан. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Иван и на Дарко, а Зоран и Горан кога ќе имате понуда, споделете. 5, 5. Започнуваме со 5. 7, 7. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 13, Две повеќе 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 21, 21. 22. 22. 23, 23. 24. 24. 25, 25. 26. 26. 27, 27. 28. 28. 29, 29. 30. Заокруживме на 30. 31,
31. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме. Зоран и Горан, внимателно овој пат. Само да прашам. Повелим? Рече дека смеат и бивши држави да се... Да. Смеат и бивши држави, само нели да имаат освоено било кој медал на Зимски олимписки игри и да го знаеме тогашното име на државата. Да. Како што знаете, самите имаме 31 празно поле, не треба 31 држава со медал на Зимски олимписки игри. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Југославија. Југославија. Така е. Југославија е точен одговор. Советски сојуз или СССР, нели? Советски сојуз е втор точен одговор. Чешка. Чешка. Така е. Чехословачка. Чехословачка. Така е, точен одговор. Норвешка. Норвешка. Иначе, интересен факт, Норвешка е прва на оваа листа со најмногу освоени медали на Зимски олимписки игри. Така е. Шведска. Шведска. Шведска, така е, точен одговор. Финска. Финска. И Финска е точен. Русија. Русија. Така е. Хрватска. Хрватска. Така е. Словенија. Словенија. Така е. Швајцарија. Швајцарија. Така е. Австрија. Австрија. Австрија е меѓу првата петорка на оваа листа, односно на четвртата позиција. Германија. Германија. Германија е место пред незе на третото. Холандија. Точен одговор, Холандија. Така е. Италија. Италија. Точен одговор. Соединетите американски држави. Соединетите американски држави, втори на оваа листа, зад Норвешка и точен одговор. Канада. Канада. Канада на петата позиција и уште еден точен одговор за Зоран и Горан. Јапонија. Јапонија. Така е. Уште колку стана? Па 18, имаме до 31, значи околу 13. Така ќе му дојде. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Така е, точен одговор. Луксембург. Луксембург. Така е, Луксембург е точен одговор. Лихтенштейн. Лихтенштейн. Дваесет и први точен одговор. Уште 10. Летонија. Летонија. Така е. Франција, кажавме? Франција не. Франција. Точен одговор. Италија, кажавме. Да, каже на Италија. Австралија. Австралија. Имаше и скијачко добро. Да, добри се они во зимските спортови и точен одговор е Австралија. Уште колку има? 20, уште 6. 7. Казахстан. Казахстан. Така е, точен одговор.
Ама Русија кажавме. Чекај да Ја кажавте. Белорусија. Белорусија и не покреши што кажа Белорусија, дека Белорусија исто така на оваа листа и тоа е 25 и 26 се извинам точен одговор за вас. Ајде, Зоран и Горан. Мислиме времето ни поминува. Полска. Полска. Ајде да видиме. Што мислиме дека? Ја мислам дека има. Полска. 27 точен одговор, така е. Кина. И така е. Потоа. Ајде, малце побрзо, Зоран и Горан, не сакам да почнам да ви бројам. Или Белорусија. Белорусија кажав? Ја кажавте, Ја точен кажав одговор. Белорусија? Да. Кажи. Словачка. Така е. Уште две. Ајде. Боб Санка, кој листа? Велика Британија, да кажа, Обединето кралство. Кажи. Ја кажавме Обединето кралство? Не. Обединето кралство. Обединето кралство. Иако настапуваат под Велика Британија, сепак одлучија да се призна одговор дека да. Повеќе помалце тоа е. И последен одговор. Леле, морам да бројам. Дечки, ајде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ајде. 4, 3, 2, Украина. Ајде да видиме, остави Украина да пресуди. Ја сакам Грција. Мислам дека Грција освои на минатата Олимпијада. Сега ќе видиме и за едните и за другите ќе провериме, но прво вака, ајде да видиме Грција прво. Грција, дали имаат освоено некој медал на зимски олимписки игри, само секунда. Мислам дека или пред минатата освои тој скијачот Гинис ли, како се викаше. Грција ќе беше погрешен одговор, но среќа кажавте Украина, а Украина е 31 точен одговор за вас двајцата. Зоран и Горан, браво, со одлично се вративте и тоа буквално со свирежот у 90-та минута. Знаете дека сега на пеналите ќе видиме кој ќе оди понатаму, односно кој од вас ќе застане тука на главната сцена и ќе има шанса да си освои парична награда. Одлични бевте, Иван и Дарко, за малце ќе ги фатепи на втората лицитација, но ето успеа да се изведат буквално со свирежот. Но тоа е што е, сега имаме пенали сконцентрирани, како што бевте и до сега, одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. А пред да продолжиме на пенали, јас ќе ги прочитам уште некои од оние држави со медали на зимски олимписки игри. Првата петорка е по овој редослед: Норвешка, САД, Германија, Австрија и Канада. Потоа ги имаме на оваа листа Белгија, потоа Данска, интересно дека има само еден бронзен медал, потоа Западна, Источна Германија, Југославија, СФР кажавме, потоа Романија, Северна Кореја која што има едно сребро и една бронза, па Узбекистан, Шпанија и така натаму. Ги имам сега тука доста издвоено, но да не направам некоја збрка, тоа е, од прилика тоа е тоа.
А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена и ќе има шанса да си замине од нашето студио со парична награда, па да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Чија си". Бараме зборови од 3 или повеќе букви што се содржат во песната "Чија си" во изведба на Славе Димитров. Сите такви зборови, па макар се разликувале со една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Насловот на песната не можете да го користите. Зоран и Горан, дали ни е јасна темата? Значи, не важи зборот чија. Да, фактички чија. Другите зборови од 3 букви нагоре може. Да, точно така. Иван и Дарко, дали не е јасна темата? Колку минимум букви? Од 3. Најмалце 3 или повеќе букви. Знаете, драги гледачи, како што напоменав, на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши, но она што е важно за самиот старт е дека први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна денеска на Иван и на Дарко, но пак ќе кажам, бидете внимателни затоа што кабините се вклучени во текот на целата игра. Иван и Дарко, кој е вашиот прв одговор? Кого? Кого? Така е. Кој? Кој? Така е. Радост. Радост. Така е. Мрси. Мрси. Грешка, Жал ми е, Зоран и Горан. Зборот "мрси" го нема во песната "Чија си" во изведба на Славе Димитров. Многу ми е жал. Да, во некоја следна прилика, знам дека ќе се вратите уште. Нема кој ли ти мрси дуси коси? Не. Свет си мој? Не. Сега ќе ти го најдам тој. Сега ќе ја прочитам и целата уствари песна. Нема да ја пеам, на ваша среќа, драги гледачи, но прво да им честитам на Иван и Дарко за освоената победа денеска. За кратко ќе се дружиме тука на главната сцена, ќе имате шанса да си освоите парична награда. Еве сега да го поминеме текстот на песната "Чија си" во изведба на Славе Димитров. Има еден дом сред жолто лисје. Стаене тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој. Редок миг пред куќен прак, скриен поглед толку драг. Кобој. Секој ден си ти под иста стреја, гулабец во лет во воздух смеа. Ладна како лед, па бујна како цвет, стојам долго јас, гледам чудно и без глас, ко нем. Чија си, на кого радост ти му носиш, звезда си во некој облак како плам. Чија си и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. Има еден ден што не се зори, скриене тој во сказни гори. Мора да си ти од небо еден дел, еден допир толку мал, еден бакнеш сосем мал, Аврел. Тоа е текстот од прекрасната песна "Чија си" во изведба на Славе Димитров, култна песна која што секогаш кога ќе чујам буди посебни емоции кај мене. А сега, време е да ги повикам Иван и Дарко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги сочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно во продолжение, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Дарко и Иван ми се придружија тука на главната сцена и сега за некоја минутка ќе ги соочиме и со темата од нашата листа. Јас веќе имам подготвено тука, но пред да ви ја кажам на брзина да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори ако атакуваме на најголемата сума. А во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 што споменав преска ќе си заминете од тука со парична награда од 300 евра. А сега, Иван и Дарко, дали сме подготвени? Да. Слушајте добри вие, драги гледачи, денешната тема на која што го тестираме нашето знаење гласи: држави во Соединетите Американски држави кои завршуваат на буквата А. Барам имиња на било која од 50 сојузни држави на САД чие име завршува во наша транскрипција на буквата А. Доколку името е од 2 збора, се смета последната буква од вториот збор.
Дали не е јасна темата, значи ги бараме оние држави, сојузни држави во САД кои што чие име завршува на буквата А. Да, така. Да. Аризона, Флорида и Аризона, Флорида и Мислам, добаѓа како на сите на различна држава помисливме во исто време. Ти кажеш едно, друга, ја трета помислив. Калифорнија ти ја помести, знам. Не. Исто напочува. Исто. Да. И почува и завршува. Аляска. ајде се. Можеме ли? Може. Кога сака? Аризона. Така е. Флорида. Аљаска. И преку најдалечната држава во САД, која што е поблиску до Русија, отколку до Америка, точен одговор, така е. Аљаска за 50 евра, честитки, на Дарко се први освоени пари во листа за 300. Но внимавајте, знаете дека треба уште 3 сега да имаме за да додиме до следната сума. Кој рече? Калифорнија. Филаделфија што е? Филаделфија е... Не. Тексас, не. Калифорнија? Алабама. Sweet home Alabama. Да. Алабама, Калифорнија и... Ке најдем уште една. Да ќе најдете, има тука, ќе ви кажам 22 ги имам тука на списокот. Има. Ајде одете, не знам, нагоре малце. Моето ден е Филаделфија. Од Питер Шейкс. Наш Филаделфија не е. Индианаполис. Сан Диего. Јужна Дакота, Не мора тоа. Добро. Колку имат? 3. Кај се знаеме, барем до 100 чепа после, да видиме ако поминеме до таму. Ајде. Алабама е преска на Алабама помислив. Така е, четврти точен. Калифорнија. Калифорнија точен одговор и Јужна Дакота, мислам. Јужна Дакота, така е. Точен одговор и 100 евра сега за Иван и Дарко. Што правиме за понатаму, ајде? Па да видим. Да видете. Мала консултација сам. Ко забелја. Тоа секогаш е така. Чикаго или моја стите. Тексас, Сан Антонио. Има многу на моментот. Чека, ова не е. Филаделфија не е држава, така? Да? Филаделфија не е. Филаделфија не сум сигурен. Не, тоа не е. Добро. Минесота. Градот е Минесота. Ајде, добри сте. Бафало беше, но... Бафало не, но... Сан Диего, Бафало не се. Стигнали Кармелонка играш. Како не па ти Јута играш? Во Јута играш. Јута? Која кажа ти прво? Сега. Јута, Минесота. Минесота. Јута, Минесота, ширам. Чекај, тек не дај која беа против. Истокот од Луиз. Да. Ајде. Луизијана. Да, може. Ајде. Луизијана? Луизијана за 7 точен одговор. Јута? Така е. Минесота. Минесота. Со Минесота стигаме до 150 евра. Браво за вас двајцата. Сега, стварно договорете се убаво дали ќе одиме понатаму или ќе ги земеме овие пари. Веќе, не ми тек. Имаме уште една, уште две ќе ги таги мислам. Не. Не ми беваш. Застанувате. Толку ночи. Застанувате. Браво Сива. Браво Здарко.
честитки за првите освоени пари во листа за 300 еве, плюс мотив да има за понатаму да сакаш да доаѓаш, тоа на почетокот што зборевме. Еве сега ќе ги прочитаме сите, дека 22 се не се многу сите држави во САД кои завршуваат на буквата А. Тука ги имаме Ајова, Алабама, Аљаска, Аризона, Вирџинија, Западна Вирџинија, Индијана, Јужна Дакота, Јужна Каролина, Јута, Калифорнија, Луизијана, Минесота, Монтана, Небраска, Невада, Оклахома, Пенсилванија, Северна Дакота, Северна Каролина, Флорида и Џорџија. И со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на листа за 300. Видовте како заврши, онака баш како што треба, с убава парична награда за нашите надпреварувачи. А вие секако станете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!